Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА, 130-та емисија за наш град. Еве како што гледате, не правиме паузу, работиме со пуно темпо. На 130-та емисiju имамо много интересантна гостоговорника, а наши ваш гост е Чедомир Спасовски или Кумановци го вика Чедо Стојка, еден од најболи бравари и вариоци у Искру, човек кој цел живот работаја посветено и каде што има многу големи резултати позади njega, каде бија нормално активен у фабрику Искру. Чеде, здраво живо, како си? Добро. Да те прашам на почеток како служи здравје? Оправдано се, имаше проблем со здравје, меѓутоа сега е пуно подобро. Така да добро е. Твој животен пут е бие многу интересантен. Ти си роден у село Стрезовце. Поголема фамилија сте биле, пуно деца. Меѓутоа, татко и мајка се мучиле за вас да ви изведем на прав пут, па еве да ни кажеш за тие први почетци твои у село Стрезовце. Таму сум живеел у тоа време 4-5 години највише. Татко ми работел у фирма некоја Жеграб се викала, што по Југославија ги изведувала тие, ги граделе железниците. Татко ми бил магацинер у таа фирма и пошто долго време се работело на тие железници кога се граделе, кога дошло време да работи у Србија, решили нас со него да не поведе затоа што фирмата градела работнички населби кај што работеле, и пошто долго време се работат на тие пруги и правеле тие работнички населби, каде и татко ми решил да не одведе и нас таму со него да бидеме. Ај опиши ни, дали памтиш ти нешто од детство кога си бија у Бор, татко вика да одвеа таму? Па памту таму, сеќам се на бараке бесва у круг такој намонтирано, тоа се дрвени бараке. У средину имаше игралиште и на слободно време радници си игра свак фудбал, туја ми ги гледасмо. Сеќам се на тие работи. Имаше река Пек, тука течеше одма покрај населбата. Работниците кои се слободно фаќаа и риби таму, се сеќа. Исто имаше многу копини, таму се береа копини. И у недела која ќе дојде сите работници да берат копини. И така и татко ми, сестра ми постара, она е 5-6 години постара од мене, Стојка. Позната е у Куманово као Стојка Падобранка. 55 годину ви доаѓате у Куманово, едноставно тоа е било принудно решение или татко ви е наша работа дека? Не, тоа беше ради сестру ми, пошто сестру ми кад брале копине таму у Апегу Змија и она не сакала више да живи у Србија, него сакала да се врати у нас. И татко ми морал да не врати назад ради неа. Он ни наоѓа стан у Куманово, негде с 55 година, и тука сме дојдени од 55 година у Куманово живееме. Прво под Керија, прв стан ни е бил изнад џамија, таму имаше една куќа кај што беа сместени овие канцеларија на верски заедници. Туја наша стан и туј бесме сместени у почеток и две години живимо без njega туја. После тоа он решува да го напушта тој работи, доаѓа у Куманово, запослуе се у Циглану како магацинер у Циглану и таму работеа како магацинер и у Циглану како магацинер почна да работи. И близко до Циглана тука зима плац еден од 1300 квадрати и прави куќа и тука се сместуване. Иначе пред тоа Циглана му дава стан у нивни едни простории таму на Ново Куманово живеевме едно време. Испод Аџитепе тука. Чеде, ти пошто ќе памтиш твојega татка еве се после толку години? Татко ми бил голем домаќин. Домаќин човек. Се бореше за фамилија, ако излегол само со 4 деца и жена, тој успе да направи куќа, да цело време ни обезбеди добар живот на нас сите не школува. Сега ја така ми излезе работата.
Ja mnogo sakav da бидам пилот, покрај сестра ми стално на GTP бев, тамо со неја на аеродром и по тоа ми го ставија презимето с Чело Стојка. Стојка почна да ме викат и сите ме знаат како Чело Стојка. Покрај сестра ми. Ај кажи некои збори за Стално. твоја мајка. Мајка ти била домаќица, меѓутоа она се стварно борила да ви изведе на пут исто. Па види, мајка ми сигурно да е била голем херој, затоа што сама е била. Татко ми се вратија поново у Србија тамо на работа, а она е 2 години с нас била сама туе по Куманово. Па се селимо од тој стан куде први пут бесмо, моравме да се преселимо, тако е наредисва тамо, овој дека мора да го ослободимо стан и она сама све организира тај пренос до другиот стан кај што бевме после сместени и така. Сега да ни кажеш што е многу интересантно, викаш дека имаја си желја да бидеш пилот. Опиши ни га те момент ти кад се запишуваш, тоа е било многу интересантно, како е све текло тај работа. Па види, ја завршуј 8 оделение у Кочораци школу, пошто ја прво оделение ga поваѓам у школу браќа Миладинови. И одма брзо после тој, иду на школу с ташно у руке, сретуеме људи, прашуеме у коју школу учиш, кажу ги дека учу браќа Миладинови. И ми вика, врати се назад, вика, твоја школа изгоре, нема да учите. Видите, ја одиде до школу, гледам од ограду застануи, гледам унутра, истина, кроз прозор се гледа све изгорено. Од кров још искачаше некој дим, така да виде се дека истина е изгорен, ја на људи не ги веруваше, ми се зело ме нешто тако. И направи еден круг около школу и врати се дома. После едно време викав не и распоредуjem не по класови у други школе по Куманово. Мој клас беше распореден у Кочораси школу која беше у гимназију. Гимназијалци ако уче со од Сабале, ми учесмо попладне. Ако учимо ми од Сабале, они попладне. Така менјасмо се на неделју. И туј завршуј 8 оделение и провеѓајах еден пут покрај општину, гледам еден лист голем, нацртани авиони и хеликоптери и интересантно ми беше погледна тамо и читам тамо конкурс пишуе. И надоле читам дека е тој конкурс за средњу пилотску школу која е у Мостар. И доле има лише заинтересирани, закачено лише бело, пишуе заинтересирани да се јави у собу, не се сеќам сега како беше, 8 или 10 број. И ја улегна кроз врата, качи се горе. Се кажи ми, татко ти што ти викаја да давајте поддршка? Па ја се плашеше, ја кад реши, они ми даде едно лишче, напиша сам и кои документи да ги спрему, да ги донесу туја куде њима. И напиша сам едно лишче, ја га носу дома, не го отвори туја уопште, носу га дома и татко ми у тоа време беше туја, ваду, ја читам га, али ја плашу се зашто ја сакаше исто како сестра ми да биду падобранец, меѓутоа он не ми даваше у никој случај, вика не смееш. Дома нема да ми дојдеш ако отидеш за падобранца да учиш. И ја го послуша, не сам покушаја уопште и мислеше дека и овој авиони на висину летева, а јас сам бие толку слободен на висину да немам проблема. Не си маестра од висину, не сам уопште и маестра од висину, зашто јас со сестром ми стално у авион се возеше, док они скакав, јас се возу у авион, тако прави се кругови авион, јас се седу у авион, возу си се. Они се скакав, јас се возу у авион. Тако да толку слободен сам бие да не сам имаја никаков проблем, меѓутоа татко ми у никој случај не сакаше да биде падобранец. И ја малку се плашеше дека и за овој ќе диза джево, меѓутоа гледам го. Давајте ја поддршка. Другче се понаша, не реагира ништо. Мислим, не ти даваја поддршка, него можда и njega било га е страх, ете, да не идеш у тие воде. И прочитамо у тоа што пишуе тој лиште што ми го даде они, пишуе дека документи кои треба да ги припрема су свидетелство завршено 8 оделение основна школу, лекарско уверение за здравствено стање и молба. Тие 3 работи требаше да се обезбеди. Јутрото Сабале татко ми со мене, идемо у уред и
prešujemo tamo u koju sobu se da tije ljekarske uverenja, kad čujemo se gore i stavimo tije dokumenti u коверт, напишавам Спасовски Чедомир, он ga pišujеше той i ja ga odnese tamo predade, kaže sam mi čekaj, s pismo ќе бидеш обавестен што понатаму. И ја чекам да дојде поштар и едно време можда поминаса 20-25 дана можда доваѓа ми поштар донесе писмо, читаме унутре дека треба да се јавиме у војну болницу на Капију. И со татка ми исто у автобус идеме у Скопје, од автобусу станицу у војну болницу, на улаз не сачекуе војник, што треба, кажуваме ја дека за тој, имамо писмо дека треба да се јавиме. Дај го писмо, дадемо го писмо и поведене он тамо, покажани на кои врата треба да улегнеме, читаме ме Спасовски Чедомир и одбиене ради слаби, недоволно добри оценки од основна школа. И ја отиде, па викам, не су ми тако лоши оценки, па не су ти лоши, ама добар си тој успех ти пишува дека е добар, не многу добар или одличен. Тој само многу добри. Тој не смо ми вика одредувале, тој си има други што надуе, така да тоа е готово. И зема си ги документи, искачам надвор, татко ме чека надвор, на автобус вратимо се назад. Криво ми беше многу, истина. Сега да не забравимо че да го спомнемо, кој ти бил учителка во основна школа? Дивна Поповска се викаше. Каква учителка е била? Строга, правична? Не беше лоша жена. Добра беше. Учителка ни беше супер. Што бе највише учила ова Јована? Имала ред, дисциплина? Само брзо она на пораđај остана и после тој друг не зема учител Љупчо се викаше он. Он не зема после да не... Генерално се учители и учителки били од тоа време сви строги, али правични у работу. Тражиле су да се учи нормално. Добро, посебно за учител што ни беше Љупчо. Он после не презема, тоа оделение го зема. Како остана наша учителка на породилно боловање тамо, он дојде и више он не презема и до осмо оделение, мислим, се он не учија. Били сте пуно деца у клас? По 40-45, пуна учионица. Пуна училница. Да, пуно смо биле, пуно. 40, можда и 45 деца смо биле у клас. Може да ни кажеш кои По се троица у клупу обавезно. Кои се те биле другари од основна школа, некој да спомнеш? Ева имаја сам другари повише. Кои се тебе учија од прво оделение? И од комшија туја каде смо седеле, што смо се заедно ишле у школу, а и у школу тамо се си имаја другари. Да. Добро дружеше се Рус Атанас се викаше. Мислим, Рус ga вика смо затоа што он е од Егејску Македонија, па у Русију бија и од Русију се вратисва и у наш клас дојде. И с njega sam dosta družio. Podelimo ga klas na dva. Едни беа за мене, едни повише за njega, tako je. Ali mi smo si zajedno bili. Stalno su dovađali kod mene. Tu je, pošto je blisko, pa ide smo na aerodrom zajedno, pa po reku tu je zajedno si ide smo. Ali malo je rivalstvo Partizan Zvezda, tako li? Da. Pa sve u školu to smo... Pola za Partizana, pola za Zvezda. Sve tako smo se delili s Partizanovci i Zvezdaši. Tako smo se delili u toj vreme. Ti za kogo si navijaje? Za Partizana. Pa Znači od uvek? Ja na taj del, kod traktorsku stanicu sedeše, tu je Karap mala, svi bjesva taj del za Partizana, tako da ja još malo počna za Partizana i do kraja za Partizana, još uvek sam za Partizana. Tako da. I mnogo utakmica sam gledao ja, derbi Partizan Zvezda. U Beogradu? Ja 72. godinu kupio Opel Kadeta u toj vreme i još trojica sa smene i stalno si ide smo na utakmice. To je večerni od 8 sat, pa se vraćamo preko noć sa Vale direktno na rabotu. Da. Na rabotu direktno. Kakav je bio činje doživio da gledaš u to vreme Partizan Zvezda? Mnogo interesantno. Ne samo na utakmicu, nego interesantno i po grad, grupe. Od cijelu Jugoslaviju dovede su navijači u Beograd u to vreme. Zastave, ja sam imao toliko zastavu, šal, crno-bel. I
po ulice se odi, poje se pesme ni za Partizane, ni za Zvezdu i cijel dan. Namerno idemo porano da gledamo i to je po grad kako se... Atmosfera je bila ubava, ne li? Super je bilo, super. Od jednu ulicu ide Zvezdaši, od druge Partizanovci, pa se srete, to je interesantno. Ko će se kaja najveći od futbolera na Partizana? Koji ti je bio koji je upečatljiv? Od poranešni futboleri Vukotić mi je bio. Moca Vukotić, da. Da. Vukotić mi se sviđao. I malo ta generacija, Vukotić, Trifunović, Zavišić, ta ekipa je na Partizana bila mnogo jaka. Pa i Binava i pravaci. Pa Galić u na vrijeme, još porano, Galić. I ne bi je bilo teško gledati utakmicu, zapaliti auto i nazad odmah? Odmah nazad, to je gužva kad će pojedeš sa kola i za to je ostavljaš kola na izlaz, tako da možeš što pobrzo da iskočimo da ono da inače kad će pojede kola ne može kola do kola na 2 santima do tebe i kola do kola ide. Oni kažu da je puno i Kumanovac išli s auto, voz. Kada se vozovi s auta pa i Iskra stalno ni ga davaše tome direktor autobus organizira se ni preko sindikat, karte ni izvadi sve i autobus ni ga dade da idemo na utakmicu. Da. I na utakmici i na sajam kad ima u Beograd, kad imaše sajam ili u Novi Sad. Obavezno su išli i u Novi Sad na taj poljoprivredni sajam i u Beograd imaše golem sajam. Svaku godinu smo išli tamo. I u Plovdiv, u Bugariju, sve su s naš autobus. Kaži mi, gdje su učio srednju školu? Srednju školu, pošto nema primisla vamo u Vojno, dovađam doma, sakam da uču u tehničku, nema, pošto zakasni više, projdeti upisi u onoj i otidemo, ja neću u gimnaziju, neću u ekonomsku, nego tehničku. Otidemo u tehničku i kažu mi da ga popune broj završeno, nema. A tu je i Pero Nakov, škola za učenicu stopanstvo. Odmah tu je, u tu istu zgradu je taj i otidemo kod sekretara posle toj i prašuje sekretari imaš li dokument od firmu u koju će ga učiš zanat. Vikam nema, ja dojde ovdje da se zapišu, ne možeš da se zapišeš vikam dok ne ideš u nekoj firmu da te primi gdje će ga učiš zanat i koje zanatke učiš ovdje ima i tekstilci, i kožarici, i razni električari. Treba prvo firmu da najdeš gdje će ga učiti zanat pa tega. A tatko mi kako magaciner, u Ciglanu tome kraljevski direktor što bio u to vreme na Iskru, on 1 godinu pred mene je došao u Iskru. I pravio nekoj kućiću tamo u objekće u Bašću i male na kod Bedinje Bašću i tu je u to vreme dosta se tražile cigle, keramide u Ciglanu i bilo problem da se zeme i tatko mi mu pomognaje tamo da i zapoznale se tu je pokraj to što ono obezbedijemo i prevoz i sve i se zapoznale i kada idemo doma vika će idemo prvo u Irsku, tome mi je prijatelj, sve zapoznamo se, će idemo kod njega prvo da vidimo, pa posle će vidimo na tamo. I idemo jedno se bale u Iskru, a Iskra beše iznad džamije, tu je ima to je puće što put za nekoj stadion li? Ne, od stadiona idemo nagore mi. Od stadiona iskačemo na glavnu ulicu, kako beše, 11. novembra izgleda beše. Ta ulica za željezničku stanicu što ide gore i tu se deli jedno puće, pa spojuje ga i Bedinski put. Spojuje tu na početak beše Iskra, pišuje iznad vrata gore Iskra. Ulazimo unutra, odmah desno, tu je Vespa kancelarija i u čelo na tabličku jednu napišeno direktor. I ulazimo u toj prostoriji kod je direktora, pozdravlja se tatko mi, pozdravlja se ja. I on prašuje ga, Milje, što nama pa? Te vika, sin saka da uči zanat ovdeka. Pa što zanat sakaš da učiš, prašuje me on. Pa vikam, ja ne znam što zanat. Pa mi vika imamo kovači, kolari i sak počinjamo i bravari i varioci da imamo. Pa dobro, bravar, vikam bravar, sakam da učem bravar, varioci. Pa dobro. Kaži mi še, kakav ti je bio prvi utisak kad si ga videa kraju?
Kralja беше висок човек, убав човек, кој и по зборење многу фино поступаше с нас, така да еден добар утисак ми оставија. И да кажем овој Искре, како е формирана фабрика Искре? Тој луѓе пуно не га знаат, да ни кажеш. Фабрика Искра прво предпријатие формирано од 4 мајстора кои се имале своји дуќанчиња мали и се помагале еден другога. Такој, ама не виделе дека такој не одговара, него решиле да се спои заедно и да направи едно предпријатие каде ќе може заедно да се работи на едно место, а не овај они ковачи помагале на колари таму и го формирале Искру. И у тој време су правени тие шпедитери, кола конски, раван патос горе и транспорт по Куманово се стоje обављан с те шпедитери тие, не е имало камиони како сега што има. И тие шпедитери ги правиле они тие кола и правиле овие ручни колички дрвени, тие највише по автопут ги користе со овие бригадири што работат на автопут, доста се користе со тие колички. Правя сме клупе за школе, од цевчиња савивамо ги, после ги давамо на едну фирму таму од Србија, беше они стављат тој дрво од озгора и иверици или што ставља и на столчиња, они ги обликуе в свое заседење, а ми само го правиме тој од цеви што е од метал. Ми ги савиваме тој, правиме, варимо тој. Од тој е почнала. После тој, пошто Томе беше доста амбициозен човек, договори ги сви излози по Куманово на продавнице да се направи од бел метал. А бел метал, вика смо, кутијасти профил, обшијемо го с алуминијски профилчиња и бидне бел. И го вика смо бел метал. Сви прозори и врата по продавнице ги менјасмо у тој бел метал. Да. У тој време се прави и стоковна куќа, и мома и стоковна куќа, и на њима ги прави смо такви све излози од бел метал. После тој договори ги бандере, сви бандере у Куманово беа дрвени, ми ги направи смо све да су челични. И сви бандере по Куманово што су од тој време су, сви бандере, па ги префарбуе смо, после фарбамо ги, после некое време фарба смо ги. Ево сега да прашам. У тој време кад си дошли ти у фабрику, колку радника имало Искра? Говориме за 62 година. 20 души све су биле, со службеници, имаше и благајник, имаше и секретар у тој време, веќе примено, и секретар, и благајник, и Томе беше директор, комерцијала. Десна рука му е бија на Томето тој време, да го спомнеме, Љубиша Лобе. Да, он беше секретар и Да. доста му помагаше на сви тие, кога ќе треба да се договара, он е бија покрај njega све. Чеде, ти кад си дошел у Искру како млад човек, имае си голем елан, сите у Куманово знаев дека си работаја неуморно, мукотрпно, имаш многу позади себе теренски работе, у Македонија, у странство, носиете некој голем елан Сви да поголеми. дадеш за фабрика. Јас сам бија слободен сам бија и пред да иду у војску почнамо и монтажу да работимо. Прво почнавме тие од монтажни кровчиња да правиме кровови на ладилници. На наш ладилник у Куманово, ладилник у Велес, И у други градови, да. по градови у Македонија, сви ладилници ми ги правиме кровни конструкција. Ама Еве, само ми ќе покажем. овде прекинемо работу, не може, немамо у тие објекти што немаше кранови, сви мора да прекинемо работу, да го обрнемо, да го завариме од друга страну, па да го изнесемо, сви прекидаме работу и виде Томе дека директор донесе со одлуку на радни савет да купуеме плац поголем, да правиме објекат и почнаме објекат горе, купиме изнад автопут. Прва хала не е била тај што се организира со свадбе од њува, знаеа го сви кумановци на Искру салу. Тој не била прва хала каде смо почнале да произведуваме конструкција тамо. Во е битно, ја после ќе прочитам све што Искра работала.
Од тој период па све док работала Искра, радници су биле задоволни, имало е плата, имало е К15, имало е вишек, имало е шетање, ќе покажемо слику. Одмаралиште смо одмаралиште у Бечичи. По 15 дана смо ишле на одмор у Бечичи да одмарамо тама. Краљев имае визија како треба да изгледа Искра. Да. Он го е проценија работу дека будуќност на градњу е челик, дека отпада дрво, отпада тој салонит е едно друго, дека челик и човек беше многу тој да почнемо челични конструкции да работимо. Ми без дизелицу смо работале, немамо нашу дизелицу, зимамо под најам, али работимо челични конструкции. Прва дизелица ни беше Татра 6 тонска, 8 метра само висину диза и с њума работе смо. Јас ќе да ја ќе прочитам куде е све работала Искра. Албанија, Алжир, Австрија, Босна, Бразил, Бугарија, Чешка, Кина, Хрватска, Кипар, Данска, Француска, Германија, Грција, Маѓарска, Ирак, Италија, Јордан, Либија, Република Македонија, Косово, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шведска и ЮСА. Илустративно, Искра е имала работу превише. На некои објекти и ми смо ги работале по странство, например у Ирак, у Маđarsku, у Чехословачку, у Русију смо работале, у Сибир, јужниот дел на Сибир, работале смо конструкција за најсеверни дел град, уствари у Сибир, што е Нолиус се вика. Работале смо конструкција за Монтинг од Загреб, они демонтирава, ми го изработале смо куде нас, а у Новокузнец смо работале на железару с нашу монтажу. Идемо тамо у јуни, при крај на јуни идемо на монтажу тамо, а у септември се вратаме назад. Пошто тамо зимуска не може да се работи, така да 1-2 години работа смо железару огромну у Новокузнец, у Сибир. Работа смо у Русију и још 2-3 објекта. Ја, например, монтирава ладилник у Новорусиск. Тој е на море, близо до Сочи е град. Огромен ладилник за банане. Одма још не беше доправено, почна се банане да донасат туја. За банане и за рибе беше тај највише. Кажи ми, како е да се работи у такви екстремни тешки услови за работа? Сабаља е студено. Ја остана 1 годину с 2 радника да истоварамо, пошто тамо монтирасмо конструкција, а не е наша производња. Руси си го изработујасме, а ми само го монтирасмо. И преко зиму мораше да остане 2 радници и јас како пословање с нима да го истоварамо конструкција само, што доваѓа конструкција на објектот, само да се истовара, не да се монтира. И остана една зиму минус 40 степена, ладно доста. Тешко е за работу, затоа што студ. Добро, има смо тие зимски одела, кожуж зимско одела. И така, добро, ја како пословање не сум работаја, само сам туја био покрај нима, да кажа кој е кудека се истовари, како тамо да се оноди. И така, али, ладно е надвор за работа. Ќе почитам, ево, дека Србија, Прибој, Словачка, Братислава, Словенија, Кидричево, Трбовље. Железара у Јасеница исто работила, само после ово е порано штампано, така да нема го железара у Јасеница, 10.000 тона и тоа е голема конструкција беше. Јордан, Ирак, Русија, спомнамо. Али чеде, мене ме интересира најголема фабрика у Македонија ден денеска е Фени. Како се е работала у Фени, да ни кажеш ти, тоа е огромен проектот бие. 15.000 тона конструкција смо изработале и намонтирале у Фени, у Кавадарци. Али добро, има сме у тој време дизелице, специјално за Фени е зимена 120 тонска като дизелица, пред тоа има смо неколку дизелице, има смо 40 тонски като, има смо 20 тонски 2 дизелице, 30 тонско, 60 тонско, 80 тонско дизелица и за Фени мораше и 120 тонска да се земе, зашто имаше
dva nosača što besa teški po 80 tona. I trebaše da se dignem na 25 metra gore visina. Tako da i za transport beše od 20 nabavile tija prikolice što možda nosi taj teret i tu i dužinu na nosači. Колку радника имало Искра у Фени што се работали и колку години се работае Фени? 2 godine smo, cijeli 2 godine smo работали u Feni. Imalo je 50 radnika. 50 radnika najmalko je imalo. Да. Еве да го спомнеме овдека и овој мост на Пчињу. Еве га, тој е исто како проект на Искру. Da. Тоа е па друг стил на работа, да кажу. Pa ne samo taj, to je u Dobrašane, pa i ovaj u Projevce most, mi Da. smo ga pravili na ovaj, imamo Еве гледам работале сте и у Грчку. na Еве Belgalec. га овој дел. U Мене нешто ме u интересира. Grčkoj ga imam napravljeno i fakel ovaj, За Олимпијада. na olimpijadu, za otvaranje na olimpijadu, taj fakel u Iskru je napravljen. Како се успевало, чедеви, по овие слики, ово е доказ, имале сте работу на сви краеви. Како е успеја крајот светот да синхронизира, да организира, jer ipak treba poголеми групи на луѓе да идат да работат, така ли? Pa vidim, mnogo opremu zema smo mi, besmo najopremeni u to vreme za izrabotku na čeličnih konstrukcije. Mnogo opremu ima smo, pa dizalice, mi tu ima koliko dizalice, sve sam najdeš što dizalice, imamo sve od 16 tonsk, od 6 tona u stvari pa do 120 tona dizalice smo imali. Еве го овај Бергер, еве го дизалица. Da, kato su tija. Като еве го да го Тие. покажемо. Takvi dizalice imamo 6-7 dizalice smo imali. Imali smo 16 tonku najmalecku, pa 20, pa 30 tona, pa 40, 45, pa 60, pa 80 i na kraju 120 tonsko. Sve te kato su bile. A prva dizalica od 20 tona nije bila Koles. Koles to je engleska proizvodnja beše. Kupili smo ga za ovaj objekat u Jegunovce, Jugohrom, kad se работeš sa pečke u Jugohrom, tu i dizalicu go kupi smo za tamo specijalno da. A Feni, a ja pa Feni, sajamo u Skopje smo go montirali bez dizalicu. Našu dizalicu ne smo imali, samo kato. Da. Samo Еве tatu. го дизалица. Се кажи ми, оно што е интересантно за наши гледачи, плате су биле редовни, биле су големи и мало е задоволство у радници. Da, i viškovi smo delili i sve smo K15 obavezno. Samo koji sakaše da ga zeme K15 može da se ga zeme, a koji ne može da si go vodi familiju u Bečići na odmor. На Бањање. Na Banjanje. Da. 15 dana. Povađa se u subotu u 9 sat pred gimnaziju, 2 nedelje si tamo, posle druga smjena dovađa sa baletom, u nedelju sa balet stiza druga smjena, a tije što su bile u autobusu nazad si se vraćav. Tako da 15 dana smo pošteno terali odmor. Imaš doručak, ručak, večeru, a ako sakaš sa balet ti pripremi za užinu da poneseš na plažu, za djeca koja si ima djeca obično, užinu da si ponese. Tako da naši kuvari, naša menza napravili smo, tamo si napravili smo trpezariju, kujnu, sve naši sudovi, frižideri, šporeti, sve naše je bilo od Kumanova. Чеде, а Ima smo имало dobri kuvari. Да. А имало е традиција кога се земе плата у Искру, сви у кафану или кај Црногорца или у Палас и дружба. Obavezno i terenski kad će zemamo, ja zboru za nas od montažu, pošto ja sam na montažu od početak bio. Ja Ви сте таму добро дружили. 66. godinu sam otišao u vojsku. 69. sam se vrtio od vojsku. Prva rabota mi bila, odmah me da stavi se u montažu. Tak beše, pre to ne beše deljeno montaža i proizvodnja. Tak prvi put podelile montažu i proizvodnju posebno. I kad dojdea od vojsku, odmah u montažu me stavi se. Prva rabota mi je bila košarkaško igralište na Rabotnički Skopje. I sjećam se, rabotimo tamo, a direktor koliko je bio u toj vreme dovađa i ide od var na var, gleda gi
оние посебно трибине kad ги правя smo. Вика, овдека знаете колко раја ќе бидне kad će se igra utakmice. Ќе има рипања, ќе водите рачун, немој да направимо белju да ono je svak var ide od var do var, gleda gi kako je zavarani, kako su zavarani varovi. Да. Isto to je bilo i u Tetovo kad работа smo na Šik Jelak se vikаше. Objekat na Šik Jelak, to je drvni kombinat Jelak u Tetovo. Isto tamo ni vikаше 2 metra pada sneg ovdeka. Gleda gi svi varovi, ide od var na var, gleda da vidi kako je zavareno. Da ne se napravi neko belja. Čovjek je bio Ono što gi Кумановци isto mnogo ги занима, фабрика Искра е градила нашу лепотицу спортску салу. Тоа е градено у фази. Sad ti kažu za sport da kažu, pošto Iskra je bila golem donator za svi sportovi. Donirala je i fudbalski klub Kumanovo. Bila je sponzor na košarkaški klub. U to vreme košarkaški klub se vikaše košarkaški klub Iskra od Kumanova. Iskra nosiše ime na Iskru. Tako da ima smo 2 autobusa, svaku subotu, nedelju su davani na sportisti, na sportski klubovi da gi vodi svoji igrači po drugi gradovi po Makedoniji kude su se igrale utakmice. A najgolema rabota беше kad go izgradismo sportsku salu i poklonimo go na grad za sport i sportisti. Како се работало околу спортску салу? Некако кажи, вие стари големи ентузијазам и волја имало да се тоа направи. Да, tačno. Svi sa Smerak smo работали da go izgradimo tu sportsku salu. И таа сала после е била Sala една од најбови služiše Југославија. za sve taj sala. Za sve i za sportske utakmice, i za treninzi na sportisti, i za kulturni nastani. Dovajaju se pevači tu je, znači ne samo sport, nego tu salu go koristiše cel grad za sve. Sve se organiziraše u njuma. Taj sportska sala go zameni Sokolanu. Да. После ќе ни кажеш за Соколану, еве за само да ни кажеш, она се работава неколку години и на кишу, и на слънце, и на студ. Меѓутоа, ви сте запнале што ига Кумановци да го направите што побрзо. Било е поголема екипа, веројатно. С Смекерак е работено. Pa 10 човека smo работали на спортску салу, на нашу спортску салу. Еве гледам дека горе, тој кад се е градило, тој требало и дизалице сигурно и све. Па да, с дизалице, без дизалице не може. Да, добра Па конструкција. види се конструкција унутра од халу, се гледа конструкција, не е затворена таа конструкција горе. Гледа се каква конструкција е градена, така да имаше тежину и таа конструкција. Без дизалица тоа не се може. Ali tako ima smo dizalice, tako da ne je problem bilo. Kad se pušti sportska sala 80. godinu u oktobar, ti si bije verovatno prisutan na taj nastan, kad go svečano puštiva i kad si ulegnaja unutra, sigurno ti je srce bilo puno, vikaš еве, направимо нешто за овој град. Да, па не, ја kad idеше да ги гледам тие спортски кошаркашки утакмице што се игра со спортска сала, тоа kad ќе погледам колку луѓе унутра. Да, ти си бие среќен човек на некој начин. Ете, таа наша спортска сала е била... Јас сам бија и на пуштање на кошаркашки игралиште у Скопје исто. Да, тоа е градски парк овој сала. Да, kad се пушти тој исто беше повикан да учествува на прва утакмицу овој. Kad се прва утакмица играше у спортску салу на работнички Скопје. Така да... Чеде, еве, кажи ни ти, си исто многу емотивно врзан за Соколану, како млад човек си ише тамо и на игранке, и на дружење. Тој се ти драги спомени од Соколану. Тоа е тачно. Не само за мене, си у тој време моја генерација Соколана ни е била друг дом. Колку дома смо ги проведувале време, толку смо проведувале и у Соколану. Дали ќе играмо фудбал на игралиштето у круг на Соколану или унутра ќе вежбамо на справе. Кад се слободни, пушта сване и да си вежбамо на тие справе.
vratilo, karike, razvoj. Vežba smo si, igra smo si utakmice isto, na košarkaške utakmice se igra smo tu. Ти си бија талент за кошарку, така ли? Да. И интересантно бяха и оние турнири, зимски турнири, кошаркашки, што се организираше екипа од целу Југославија. Од целу Југославија доаѓа Звезда, Партизан, Локомотива, Сала препуна е била. Загреб, Борат, Шачак, Југопластика, па сви препуно. Нема све стојајаке, нема некој трибина, немаше, не Соклана Не имало била, столчиња, али да. не имало столчиња, али толку човек до човека смо стојале тамо да го гледамо утакмицу. И оно што е битно да ни кажеш на Тој се сами снимаштва се и телевизиски мислим преноси од овој. Први пат сам се видеа на телевизија тамо у тој спортско сал у Соколану, каде навивам за да, тоа се драги спомени, али да ни кажеш интересантно било на игранке, девојке на едну страну, момчије на другу страну и сваке гледае да најде симпатију. Да, така е било. Како се биле игранке, ве опиши ми? Види, игранки у Куманово имаше на 3 места у Куманово. Имаше Соколана и тамо непрекидно. Субота, неделја обавезно игранке. А јас сам имаја мерак, пошто со сестри ми рано почна да играм, научи сме да играм сви игре и с мерак сам ише на игранке. 4 оддела има сашиено, само ради тоа што на игранки идемо. Пред да иду у војска, 4 оддела сам сашиен, така имаше убави штофови, а имаше добар шивач. Тој беше од Проевце, моме проевчанац, беше супер, за млади шиеше многу убави оддела, така да 4 оддела има сашиено само ради тие игранке. У гимназија имаше игранке, дувачки инструменти, тамо свира се с дувачки инструменти. Горе у Соколану свира сва глечери, многу добро ги свира све игранке. А ти млад човек, среќан, пуна сала. Пуна сала и играм, например, игра 2 девојчиња и ми двојица идемо, бирамо ги. Бирамо еден игра с едно, друг с други и така Сега да прашам отворено да кажеш, имаја ли си страдаву пријеш на девојку или не? Како? Имаја ли си страдаву пријеш на девојку или си бија посмело за разлика од твои другари? Не, па види. Јас сам бија крупан овакој развијан и не сам се срамуваја да имам нешто да не приду на некој девојку. Така да не сам имаја никад проблеми да. Знаеш, кажу, вие кога су били игранки, вика, има трему да го приде, па другари му дава подршку, ајде, па го ослободи. А има некој, на некој не му треба подршка, он си иде сам, приде си, фати девојку и игра. Не знам, можда у почеток е било, меѓутоа после кога си не сам имаја никаков проблем на било кој да го приду и да играм с њума. Па играја сам и у Кристал, доваѓа сва Руси, и има сва убави девојки од Русија што доваѓа со туја у Кристал и бира смо ги исто, отидемо на стал, прашамо од тие мушки дали може да го поканимо за плес и кад ни дозволи бирамо го и така сме си играле пред музику и у Кристал. Не сам имаја никаков срам или стран, нема зашто. Како бечар си бие у Корзо, Корзо од тој време е било за свите нешто убаво. Туј по центар на град се е шетало и после се ишло или у Кристал, или на игранке. Да, субота, неделја обавезно на игранке смо си ишле. Други данови шетамо по Корзо. Корзо е било добро, сви ги видиш туја, шеташ си, сви ги видиш. Сега се муне тамо у тие кафичи, нема што се нема да се види еден другога. А тога на Корзо шеташ си, видиш ги сви девојчиња и пријатели, сви. Највише си иде смо у Проевце, у Стару Бања, туја овој кафанче што беше, ресторанче туја, и тој ни беше многу убаво. И да кажемо, тога не имало такси, пешки све и назад, тако ли?
Peške mi smo drugara što imaše fiće u toj vreme, pa on ne vozeše, dovezuje, Unutra svi u Ljenju. vozi, dovezuje. Ne svi, pravi nekoliko ture, pravi, vozi ne, dovezuje ne i tako je. Posle imaš jednog drugara isto, imaš 1300, pa sa s njega ide smo po Skopje, natam, teknemo na nekoga, idemo u Predajane na lepinje sa Skajmaka. Palimo avto i idemo u da ne Predajane. Da. Вика, дешавало се радници, дали е Искра, дали е Марско, после работу запали авто, отиде или у Врање на музику, или у Предејање, или овамо, или онаму. Дали е тоа истина? Išli smo i mi smo išli. Išli smo i mi, dali u Vranje, dali, vikam ti, u Predajane. Na zabavu, da. Teknemo na nekoga, bajk, idemo u Predajane, ajde. Da saberemo pare za benzin i 1300 dečka imaše i vozeše na on. Idemo u Predajane, po Skopje, po tije 4 vodeničke tamo, tije kafančinja u toj vreme. Interesantni bia i da smo, šetamo se. Šetamo smo Да не se sve u to vreme. забравимо да го покажеме овој слику и не знам дали сте работали на стадион у Скопје градски. Na gradski stadion ima go slika, pa naše su ovije pokrivna tribine. Тоа е све ваша работа. Da, mi smo go работали pokriv. Ima go tu je slika i od stadiona, ja mislim. Да. Da go najdemo samo. Е, сега да ни кажеш, со стек на години Искра е раснала у големога гиганта. Evo je fakal Да, еве го факел. od olimpijske igre. Од годину у годину број на радници у Искру е раснае. Da. Имало е потреба. Imaše mnogo se vraća su od Njemačku, od dobri varioci. Ima smo od Novi Zeland. Od Novi Zeland što su rabotale dečki tamo, rabotale kao varioci i to dobri varioci se vratisva nazad i baš kad ga grade smo stadion, puno primi smo od Njemačku, vikam ti od Novi Zeland, tamo imaše i dobri varioci, mnogo dobro vare sva. Kad bi ga čede preračunale сега у пари у денешно време, колку би ти отприлike да ни кажеш колку е била плата на едnog радника? Е, 800 marke negde je bilo. као сега 800 евра. Da, Значи около 50.000 dinara se tako 800 da. marke tu je bilo. Ali mi работа smo na teren, tako da ja sam zaработвao i po $2.500 u Irak, na primjer. Pa i u Sloveniji ima smo mnogo dobru platu. Tamo, eto i Slovenija беше interesantna. Da kralju ga smenisva od direktora, da donese svoga Stanka Mladenovskoga u Iskru za direktora. I Stanko Mladenovski neiskusan, u to vreme dogovori smo ga železaru u Jesenice. Da. I projektiranje, izrabotke i montažu, sve. I sve беше dobro, jedno vreme na upravni odbor dovađa direktor od sjednicu na upravni odbor i kažuje дека mi nema da go montiramo železaru. Kako bi nema da go montiramo, ja vikam. Pa nema, vika, ovi od upravni odbor donese svoju odluku da je kralj obija, to ne bi dozvolio sigurno. Tome Kraljevski da беше, to ne bi dozvolio. Stanko si čutaja, ovi je donele odluku, ne može naša montaža da namontira, 60 metra bilo visoko, daleko bilo 1000 km, ne može da obezbedimo prevoz, dugački nosači, teški nosači, i ja dignat dževu, kako be, ja odgovaram za montažu, vikam, mi Feniga namontira smo 15.000 tona, pa i tamo беше visoko 40 metra, pa ne smo imali nikakav problem sa visine, mi će si go montiramo, vikam, na direktora na montažu. I idemo zajedno na upravni odbor, vikam, i mora da gi ubedimo дека montažu na nas će nego dalje. A transport, imamo transportnu službu, tamo ima inženjeri, nek se i traži firmu koja može da gi prenese, mora da ima, vikam, firma koja ima takve sredstva da može da gi prenese tije nosači do Jesenice. I tako je bidna zema, ostavio go montažu na nas i uspešno, mnogo su bili zadovoljni u železaru u Jesenice od nas, od našu работу. Сега тоа што го зборимо дека Искра ги е водила радници на многу путувања, ово е една од твои подраги слики од Монте Карло. За jedan 29. ноември организира се
da idemo 7-8 dana tamo na Azurnu obalu. Znači, Monako, Monte Carlo, grad, posle Nica i Kan. Tije gradove svi ги посетисмо и ovo беше интересантно, pošto tu ima голема коцкарница и водич što беше с нас, објаснујени како у тој коцкарницу доваѓав луѓе с големи паре, коцкав се туја и kad ti izgubio sve to, ima karpa, pokažuje го tu je karpa od koju, ne znam, kaža broj koliko ljudi izvršili samoubistvo od tu karpu i mi za to zastanasmo tako da se slikamo, da se vidi malko i karpa taj, da možda го pokažujemo na doma. Сака да каже, играј, доби пари и бегај си. Да. Да, ми кажасо ке идемо у коцкарницу да видите тамо, ali nas nema da ne pušti tamo kude rulete što su tamo, treba da pokažeš puno pare pa da ulegneš tamo, nego tu je u hodnik ima tije automati za kockanje tije i tu je, ali vika kockajte se, ali ko će dobije odmah da se iskoči, ako stane da produži da igra, da znaje da kad će ga ostavi pare tu je, nema da ga iznese, ali ako dobije, dešava se da se dobije dobri pare, ama odmah da iskočiš. Ako ostaneš da produžiš da igraš i ga ostaviš tu je, ne možeš da ги iznесеш pare. И тако ни се деси и на нас. Колко време ќе си работаја у Искру и еве, kad направиш еден сума сумарум, ти си проше преко 30 години у фабрику. 37 години. Работаја си на сви проекти капитални за фабрику, даја си много за развој на Искру и kad повлечеш црту, што ти на тебе Искра дала у живот? Pa Boga mi sve, ja sam, nikad ne sam imao, mislim, finansijski problemi ja. Gradio sam kuću, imam kuću od 420 kvadrata izgradeno. Auto sam zemaja na 21 godinu, auto sam kupio Opel Kadete, isto nova. Ljudi mi vika su u toj vreme, ne li te beše žal da dadeš džak pare da dadeš za Kadeta. U toj vreme Kadet beše 8.500 marke, a 1300 беше 4000, дупло, повише од дупло сам дајал, Кадета сакаше и Опел Кадета си зема и супер сам прошao. Така да Искра ми е пуно дала, значи направија сам си куќу, кола сам си купија много млад и намо све сам си имаја увек. Не сам имаја никад финансиски проблеми. Меѓутим, на крај дојде, како се растури Југославија, почнасмо да снемуваме работу. Mi zema smo, napravili smo ogromnu fabriku, računali smo дека ќе правиме објекти како Фени, што е, како вие мостови. Mi mnogo mostovi napravili smo i za Češku, mostovi za prugu tamo, u Češku se gradеше nekoja pruga i mnogo mostovi napravili smo za u Češku za prugu. Mnogo se gradеше sve krupni objekti, pa Bučim Radoviš, pa Turanica Palanka, ogromni objekti. Скопски саем. Ти во фабрику напушиш 2009 година. Да. И отвараш твоја фирму. Дали ти е било стра, еве, идеш у нови воде на бизнис или си бие уверен? Само да кажа, ја ту е околу тој. Ајде. Ја имаше куќу малко на периферија од град, тамо, и имаше некои слободни плацови, одма до моју куќу слободни плацови. И ја, кога ќе зему одмор, договору некој објект ќе помало да си го изработи тој конструкција, намонтира си и си заработи добро. И после на одмор, кога те треба, терам си богато. И тој договори едни два огромни контейнери за НАТО. Преко еднога човека од Скопје тамо работа за njega и он ме запозна со овие од НАТО и договори два огромни контейнера с цела страна да се отвара и туја ги работу. Договори ги работу ги у тај празан плац и мој двор споени, тако и работу ги тие контейнери, кад доваѓа двојица тие официри од НАТО. Јас сам, колко сам се срамувајал тој време, викам, сака ќе види куде работи, они се очекувале работилницу, а ја ги правил тој на улицу. Да. Меѓутоа погледнасва, луѓе погледнасва све и варови, и врата ги пробаса и ово добро и кад кажаса добро и малко се опуштија. После тоа работа за НАТО доста
доста работа, док немаше халу. Ево ја ќе покажу дел од слике што е твоја фирма работала во Валјево, а ти си збори за НАТО. Се Валјево е ништо било, јас сам работаја Скопски театар, 130 тона сам уградио у Скопски театар. У Скопски театар има, интересантно беше, завеса. Завеса која челична завеса, обшиена с огноотпорен материјал и дигната е изнад отвор на бину. И ако дојде тамо ќе се употребуја и ватра и едно друго, да ако дојде до запалување тамо, да не може ватра да се префрли у гледалиште. И сак се стои тај завеса изнад овој, ако дојде до пожар, он само се спушта доле и затвара ga тај простор. 7 тона само челик сам уградио у тој завесу само, а после го обшисмо с огноотпорен материјал. Тој беше за Светлост театар од Белград, го работасмо. И така, у Скопски театар сам уградија 130 тона. У Велешки театар исто нов се гради, 80 тона конструкција. У Струмицу се гради нов театар, све на нас ни го дава са работу. А зима си го работу Светлост, ја преко Светлост театар од Белград сам работаја. За ним такви завеси još 3-4 направи за устранство негде у други државе. Ја ги изработавав дека у шрафену верзија, они се си ги монтирале тамо. Кој ги е монтирала, не знам, важно, не сме ишле ми на монтажу, а кod нас ги изработувасмо. Завеси ljudi бесмо многу ми се задоволни од наша работа. Еве, овој се дел од проекти на твоја фирма која се викала Бодан. Да. Бодан остави име ради овој, ја у почеток не планираше тој, још у Искру работеше, направи тај контейнер еден да направиме продавницу, син и снашка да си работи во њума. Меѓутоа син не беше заинтересиран и тој пропадна тој и после кад искача една работа, една стаклара у Франција да се работи за смелт од Љубљану. Смелт и 1000 тона негде конструкција. И као сами ќе го монтира, они имале некој фирму, Клеметал се вика, и као Клеметал ќе го монтира, а ми само да го изработиме коде нас. И почнем они да работи, меѓутоа не ги иде, виделе дека нема да успее и тражи од Искру помош. А у Искру тој време почна криза. Пушташе се на 70%, па каса се плате, па не зимав луѓе плату по неколку месеца и неќе никој да иде да работи тамо. И тај директор на инженеринг што беше код нас, Душко Ивановски, он кажуе ми дека таква е таква работа, вика овај конструкција што го работасмо за овој, словенци се тражи помош од нас, вие од монтажу неќете да идете, сакаш ли ти да идеш приватно да го монтираш? Викам, нема проблема, ако се договору за пари ќе иду. И вика, ќе ти треба 9-10 радника. Ќе најду радници, викам, не е проблем, има овие што су технолошки вишок, некои добри вариоци, знам ги, ќе појдев со мене. И дава ми он телефон, договарам се с еднога од тие австријанци, стари словенци, да го работиме тој работу, договарам паре. И кога дојде до суму која одговараше, и викам, ќе го работам, викам, нема проблема. И договарамо тамо кој ден да идемо ми у Словенију тамо. Ја најде 3 радника само овие што беа слободни. И викам, сина ќе го воду, син ми помагаше ми туј околу мене, работи, ама не го пуштам тамо, викам, и тамо беше 40 метра високо. Викам, не го пуштам на висину да работи, тој доле ќе работи, ќе помага некој работи. Син ми 4-ти, ја 5-ти, али још 4-рица ми треба. А тога врати се Томе Краљевски поново за директора у Искру и ја отиде коде njega, не ги прашувам ви од монтажу, они ќе ми прави проблем, нема да ми пушти. Отидују директно коде директора генералнога и кажују му каква е работа, сакам ја да го монтирам, викам, тој конструкција за овие од Словенију. Качимо се у комби и одвезене, а тој е град
Bizier ili Bizier, tako nekako se vikaše. Pošto taj put sam ga prošao ja po Azurnu obalu. I projde se i Monte Carlo, Monako se projde se Nica se projde se Kan i posle to je dovajaš taj grad. Tamo i smeštaj beše na obalu na more, tu je turisti kod ima, da su oni dve kućičke i unutra ima sve stvari za kuvanje tamo, šporet, mašina za pranje. Faktički bilo bi ljubovo i na more i rabota i sve. Da, mašina za pranje, sve i frižider, sve imamo, ali treba sami da kuvamo. Da ga zaokružimo ovaj deo od razgovora. I sve kako sam počinao privatno da rabotam. Vraćam se ja od Sloveniju, ja od Slovenije od Francije, ne od Sloveniju nego od Francije. I tu je jedan od naših poranejših radnici isto otvorio firmu i će gradi halu u Rajkovu kuću. Blaga se vikaše čovjek i firma mu beše Mikrotim, da, u to vreme beše Mikrotim, posle Evropa ga napravi sve. I on sakav da gradi zajedno sa SDBD halu gore u Rajkovu kuću i on čeka me mene, prošuvaja doma kod mene, ja da ga rabotu u konstrukciju, oni kažale da je u Franciju i kažale kad treba otprilike da dojdu i on dovađa, ja dovađam delaska, on jutro to dan odmah dojde, a večer takva i takva rabota, vi ga čekate, sakam ti da nego rabotiš konstrukciju za halu gore u Rajkovu kuću, će gradimo halu zajedno sa Smice, to od DBD, će gradimo halu gore, ti da go rabotiš. I gi napravimo gi go halu, tu, posle toj dodeva jedni od gostivar, vidjeva kude rabotimo i oni ke pravimo mi halu ke rabotiš kude nas će raboti. I tako je počela da se raboti ja privatno. I uspea. Срчере, бие си добар прибедник, добар радник, али си бие и хуман човек. Еве, ово е признание, ти си помагае си на пуно луѓе. Да. А ово е едно убаво признание од донација за црква, веројатно. Да. Конкретно зашто е ово? Конкретно е tu u Rajku kuću se donese odluka da se pravi crkva i trebaše svi da dademo po 1000 evra, tu što imamo firme, po 1000 evra da se dade donacije za crkvu. I na mene mi kaža ti ke daješ 500 evra, a za tije druge pare ke praviš u ogradu, tu je prozori što treba, to je sve od čelik što treba da se pravi, ti će gi rabotiš. I tako je bidna, rabotagi ja i krstčinja gore gi pravi tije krstovi gore što gi ima i u ogradu i prozori tamo sve gi rabota. I na kraju mi donese sa tu i vikasam je tu благодарниcu da mi go dade vi. I to je... Čere, da podvlečemo crtu. Možda знаеш, možda ne знаеш koliko imaš projekti u Iskru i u privatno. Da li 100, da li 200, da li 300. Mnogo si projekti izrabotaja u tvoj život. Evo mnogo, istin mnogo. Makedonija, stranstvo i tako dalje, i tako dalje. Po Makedoniju prvo povoljem objekat mi je bio sajmište, 5 hale za sajam u Skopje. Tu je bez dizalice da se raboti, to je bilo teško mnogo za rabotu. Ja sam sve gore rabotaja bez, ovo je sve ručno smo, sa stirfori sam dignale. Stirfori gdje ima ručnu ručku takoj i unutra ima mehanizam koji go vleče sajlu nagore i ga diza teret. Ima smo 3 tonski tije tirfori i s njima smo dizale 9 tonski nosače, sa njima smo dizale. Pa i ručno sa smakare smo dizale nekoj rabote. Zašto ne možeš je dizalica tamo, nema smo mi dizalicu, ali ima smo samo tatru da ne gi prenasati. A interesantno je bilo ovo, ja prvo ga me odredisao da gi mjestu ankeri tamo za stubovi. I namestimo ankeri za stubovi i počela smo nosači da gi donasavali. Nosači dugački i zemele u 3 dijela gi praviju. 30 metara nosač beše dugačak i u 3 dijela treba 2 sastava da se vari tu na lice mjesto. I donesel smo gi, spojimo ga nosač, prvi ja kao najdobar varioc u toj vreme sam bija. I ovije su me palile, svi ovije, posle to je mislim, snimači što
Вика, никад не си имao loš var, mama, za prepravke. Sve su ti bile super varovi. Сега, за крај имаш две питања. Ми сега дека емисија го снимамо у Кумановску бању. Десно од мене е река. Ти си довоѓаја дека се другари, фаќале сте пуно рибе. И ово е еден дел од твој живот овдека у Кумановску бању. Ja sam mnogo mal naučio, pošto blisko sam živeo do reku i mnogo mal, u to vreme imaše jas pregradiva ga ovija bašćevanđije da si vadi bašće, pregradiva ga jas i imaše dliboko mjesto i tu sam naučio mnogo mal, još mnogo mal da plivam, pa blisko ni beše i u park imaše gradska plaža u park i si plivaše i u reku sam imao mnogo merak. Tu je blisko mi je bila i Kojnarka i Kumanovka, tako da po reka sam imao mnogo merak da sam. I kad će dovajali smo ovdje u Projevce, na vraćanje, će idemo drugari, jedniki odiv gore, a dva trojica sobujemo se i faćemo ribe. Ručno tako je, s ruke faćemo. I do Sredorek nafaćamo puno, trojica nafaćamo puno ribe. A u to vreme u reke naše ima sva mnogo ribe. Tek kad se napravi kožara u Kumanovo i gore farma u Rečicu, ove dve reke zagadi sve i od toga snema ribe. Nema gi tije ribe što besa. A gledali smo kako pliva mrtvi ribe po vodu ispod trusva gi. Inače, pre to je ribe i malo u Kumanovku, i u Kojnarku i u Kumanovku. Tako da vikam ti od Projevce kad će pojdemo do Sredorek, nafaćamo ribe, po 2-3 kila ribe fatimo. И сега за крај, еве га дедо Чедо кој дава паре на музику на свадба на унук. Тега си бија многу среќен човек, срцето е било пуно и атмосфера е била многу убава. Pa na svadbu kako ne, unuka ili unuk ti se ženi. Kude je ovo? Ja. Ovo je kude je snimano? U Jetno selo. U Jetno selo, da. Ljubitел si bija na muziku, dobro. Se kaje si da se zabavljaš? Pa da, vidi, ja, pošto sa 3 sestre sam živeo, muziku smo doma, veselo je bilo svaki put. Ja, ima smo gramofon, pa zvučice sam stavio gore na potkrovlje, imaš sve. I pustiš ploču? Na krov stavi golem zvučnik i dvor cel u dvor, pošto malko na periferiju žive smo, na nikoga ne smeta i puštamo si muziku i na dvor si igramo. Veselo, uvek je bilo kod nas veselo. Pa i drugari što sam gi imao, svi su se naučili tu i sa sestrami tu je dovaljao i tu su se naučili svi na igranku za igranje. Tu smo se učili, oni su ne naučili sestrami da igramo i trebaše ne to i da igramo dobro radi igranku, da si idemo na igranke. Da ne zabravimo veselo je bilo, veselo. Da ги спомнемо, нема да ни се наљутив по име да ни кажеш сви унуци и унуке да ги поздравимо. Ja sam imao kerku i sina, među za moju nesreću. Sin mi beše mnogo, uklopi se u ovu rabotu i ja za toj firmu Bodan, pola 49% ga napravi njega gazda, 57% ja sam gazda, da mu dam volju da raboti s tim. Dečko se toliko uklopi, navikna da raboti i u proizvodnju i na montažu sam ga naučio, uklopi se. Ovi unuci malko besa pokasno se rodisva, da je besa kako ženskite, unuke su postari. Imam unuku 29 godina. Koji se? Anastasija, kako beo ime? Sin mi je bio Boban, kerka Gabriela, a unuci od sina Silvija, Jovana i 2 bliznaka imam, Čedomir, jedan na moje ime ga nosi, i David. Otkud je kerku? 4 unuka, sin mi je ostavio, on mi počina na 38 godine, mi počina sin, a od kerku imam 2 unuka i unuku. Jedan se vika Miško, a unuka se vika Nina. A imam i 3 paraunuka сега. Imam 2 muški, 1 paraunuku imam. Evo da gi pozdravimo svite. Čekam i 4. сега.
Сега е Снашка е отишла имам унука Јована е одадена у Австрiju, тамо и она е бремена и сак мајка у Снашка ми отиде тамо да док се породи тамо со њум ќе биде едно време у Австрiju, ќе седи тамо колку дана ќе треба тамо ќе Чеде, фала ти, скоро сат и пол зборимо. Може да зборимо још сат и пол, али ќе оставимо за другу прилику. Фала ти што беше гост. Еве кажамо на Куманово. има за Искра За Искра е била гигант на Куманово Да. и многу луѓе се работале. Puno ga je pomagala sport Iskra. Да. Iskra je bila direktor, pošto je bio, on je bio isto po sport. Davaše ni ga autobus da ne vozi na utakmice Zvezda, Partizan ili reprezentacija na Jugoslaviju kad igraše. Puštaja ni ga autobus da ide za Beograd s nas. Preko sindikat karte ni obezbedujеше sve. I Така да Искра е една bio je čovjek za sport. убава страница Da, од pomognaje mnogo. твој живот и на град Куманово. Ова е наша I компанија na е kraju била бренд. donese i- odluku i da se donira jedna sportska sala od nas. Da doniramo jednu sportsku salu na grad Kumanovo. Ja sam bio i 5-6 puta sam bio član na radnički savjet. Znam svi tije odluke kako su doneseni, znam sve. За крај, кога би се кај да поздравиш овој прилику? Pa svi što me znaju i Во poznaju. Куманово, да, Da. и поширок. Како ти проја пензионерски денови? Pa vidi, ja imam problem sa ovaj mozečni udar имаше. Не мога да се дограю да ја изградих халу од 2000 квадрата и остана ми за малку недовршена, удри ме овој мозечни удар. Фала ти што беше гост и све најболje. Поздрав од ресторан Куманово СПА. Толку за денеска и посакувам ви све најболje.